Од 8 до 10 јули Кратово ги живее своите златни денови. Манифестацијата која понуди богата музичка програма за сите возрасти и вкусови ги преплави кратовските улички со туристи од сите краеви на државата и регионот, а во сместувачките капацитети се бараше место повеќе. Фестивалот беше отворен на 8 јули, а на сцената на плоштадот во Кратово првата вечер беа изведени незаборавните македонски фолк рефрени од изминатите 25 години, пошто настапија Дани Димитровска, Тајзи и Спејко. Година од година се повеќе луѓе доаѓаат и од нашава земја, од нашава општина, од соседните општини, а можеби и од другите држави. Вчера беше преполно, денеска мислам дека ќе биде уште попреполно затоа што звезда на вечерта е Бора Ѓорѓев и Рибља Чорба. Втората вечер беше резервирана за легендите на балканскиот рок, Бора Ѓорѓевиќ и Рибља Чорба, а како увертира настапи Владко Илиевски. Први пут пеаме у Кратово, први пут настапуваме у Кратово и тоа нам е јако драго. Прв пат пееме во Кратово и многу ми е мило што сум овде. Имам настапувано сам во Крива Паланка, Берово, Делчево, Пробиштип, Кочани, Битола, речиси низ цела Македонија. Приле, Битол, даље, Западна Македонија, суда, по цела Македонија. Како да не? Македонците се многу носталгични и ги сакаат нашите песни. И како што се очекуваше, Бора и Рибља Чорба ја направија забавата незаборавна. Рок уживање за кое долго ќе се говори. Публиката во еден глас ги пееше познатите рефрени на евергрините на Чорба, меѓу кои Кукла од насловната страница, Ангеле, 2 динари, Друже и многу други, но беа изведени и новите песни, дел од богатиот 38 годишен плоден музички опус на култниот изведувач и неговиот состав. Волиме во Македонија да пееме. Сакам да настапувам во Македонија, зашто тука сите имаат слух и се одлични пејачи. Ако некој треба да сними албум во живо, тогаш Македонија е идеално место за тоа. Златни денови е бренд на градот на кулите и мостовите, кој беше епицентар на случувањата во североисточниот регион овој викенд, а добриот глас надалеку се слушна, од Битола преку Скопје, па Пробиштип, Свети Николе, Крива Паланка, Куманово, Штип и Кочани, привлекувајќи посетители од 7 до 77 години. Скопје. Специјално за овој настан за златни. Специјално. Супер. Супер е. Настапа за овие песни. Од каде доаѓате? Од Свети Николе. Слушате ли музиката на Бора Чорба? Да. Се помасовно. Да продолжи манифестацијата. Оваа втора фестивалска вечер се одржа и Европскиот тамбурашки фестивал, а честа да настапат на големата сцена ја имаа и малите пинкови звездички, Антонија и кумановчанката Мартија Станојковска. Ова професија ја многу сакам и никогаш нема да бидам уморна. Бидејќи ова е мојот живот, ова е мојата земја. Фестивалот беше затворен со хитовите на Златно Славече во кои уживаа најмладите.